Почитувани граѓани, искрено министерот не е битен за оно што сакам да го кажам, бидејќи природата на мојата дебата за овој ребаланс на буџетот не е возможно да добие квалификуван одговор од овој конкретен министер за финансии. Ребаланс на буџет, почитувани граѓани, на буџетот, повторувам, од 2013 година, донесен на 24 декември 2012 година, е добра прилика да се направи од овој ребаланс направи биланс на сето оно што се случуваше оваа измината година. Јас би рекол да се направи биланс на генезата на злото кој што и се случи на Република Македонија после 24 декември. Препоставам дека овој министр ќе се согласи и сака да употребува и теории, и пракса, и компаративни примери, дека дебата за буџет и дебата за ребаланс на буџет ги сместувам во иста категорија или во слична категорија, е пар екселанс политичко прашање. Буџет за една држава е крвотокот на државата. Буџет значи сите пари што доаѓаат од граѓаните и потоа ги редистрибуира власта. Буџет значи и полуги за разни типови на владење од страна на власта. Зависи од природата на власта каква е. Така беше последниот случај во Соединетите американски држави, кај што имаше високи тензии, политички тензии околу буџетот и идеолошки, и така е безмалку во секоја нормална држава. Кога зборуваме за нормални држави, нема нормална држава од 17 век навака во која што за време на донесување на буџет се случил упад на политички сили во собранието и насилно били сврлени пратеници новинари. Такво нешто не постои, вас ви е многу тоа јасно, сите дојден овде и очајнички се обидувате да влезете во дебата со нас на тема буџетот, стапките, дефицит и така натаму, и кој кога што градил. Црното петно на 24 декември, каде што овој министер не беше дента министер за финансии, туку беше джелат на демократијата во Република Македонија, а овој човек позади мене беше слеп извршител на неговата или волјата на неговиот кумашин, што и да е тоа веќе. Остава, колеги, недоместливи штети и ова собрание веќе никогаш нема да биде на исто ниво како што беше пред 24 декември. Мене ми е јасно дека вам ви е седо тоа јасно и дека и преку оваа дебата квази економистичка на министерот се обидувате да го нивелирате, да спуштите тонот, за да се вратиме, се утепавте од зборување, колеги, во репликите, добро е што се вратиме на нормална дебата, добро е што разговараме на нормална дебата. Нема нормална дебата за овој буџет и во ова собрание. Веќе не после 24 декември. Кажеме за тоа. Цитат број 1. Овогодишен извештај на Европската комисија за Република Македонија. Насилното отстранување, повторувам, почитувани граѓани, ова е извештај на Европската комисија. Насилното отстранување на голем број опозицијски пратеници и новинари од собраницката сала на 24 декември за време на донесување на буџетот за 2013 година, денеска зборуваме за ребаланс на буџетот 2013, за истиот тој инкриминиран буџет, под контроверзни околности, предизвика политичка криза што разоткри големи поделби помеѓу политичките партии и влијаеше на функционирањето на собранието. Подпис на ова е Ставровски, Груевски и човекот позади мене, како главните инспиратори и извршители на пучот што се случи во собранието на Република Македонија. Почитувани граѓани, да не глумиме нормалност. Во ова собрание, преска колегата Маријанчо Николов кажа дека треба да биде храм на демократијата. Нам ни е совршено јасно
и да немате илузии дека било кога со овој човек позади мене и со ваква структура на парламент од оваа средна и десна страна, дека ова собрание било кога ќе може да воспостави нормална комуникација или да стане храм, или да стане повторно храм на демократијата. Тоа ќе може да се случи само во некои нормални ситуации, кога друг човек ќе седи позади, кога има друго мнозинство. Може би звучи смешно, може би звучи интересно, но тоа е болната вистина за Република Македонија. Почитувани граѓани, во Македонија денеска зборуваме за ребаланс на буџетот. Во Македонија на 24 декември се донесе буџетот на насилен начин со исфрлање на претениците, нас и на новинарите од горната сала, од горната галерија. Со тоа и официјално Македонија го доживеа климаксот кој што ја вбројува помеѓу недемократски држави. Сакате авторитарни држави, сакате и либерални општества, како сакате земете го. И сега ќе го аргументирам тоа што сите го знаат, што некој го кажува во некаква завиена форма, како во овој извештај за Европската комисија, некој го кажува поотворено, јас го кажувам бритко како меч. Цитат број 2, истиот извештај, во флоскули кажам, но доволно брутално. И покрај остварениот напредок во законодавството во областа на слободата на изразување, репутацијата на државата во однос на слободата на медиумите продолжи да се влошува и на домашно и на меѓународно ниво. Довербата помеѓу представниците на власта и медиумите беше сериозно нарушена со настаните на 24 декември 2012 година. Денеска зборуваме за истиот тој буџет или за ребаланс на истиот тој буџет, каде што ситуацијата помеѓу медиумите и власт се влоши и е нарушена довербата. Внимавајте, тоа се случува, овој извештај, пред затворот и притворот на Кежаровски и пред донесувањето очигледно на законот за медиуми, кој што Милошевски се обидуваше да го негира неколку пати, па ќе видиме времето ќе покаже дали ќе биде демантиран. И овој дел од извештајот се случува пред изјавата на председателот на Сдружение новинari на Македонија Насер Салмани пред недела 2, каде што кажа дека Македонија е авторитарна држава. Нормален човек, нормален граѓанин, не човек од вас кој што се обидува да го легитимира режимот, нема да може да замежи пред изјава на официјален председател на Сдружение новинари на Република Македонија, каде што кажува експлицитно дека Македонија стана авторитарна држава. Крај. Завршена приказната. Многу добро знаете дека држава во која што нема слободни медиуми, нема слобода, нема демократија. И од тука нема ни нормална дебата за парите, нема нормална дебата за текот и дистрибуцијата на парите, нема нормална дебата за корупција. Секој обид за дебатирање на таа тема, ако е доволно убедлив, ако е доволно приемчив за граѓаните, може да заврши како што завршија претениците на опозицијата на 24 декември. Зошто Македонија не е демократска држава и да не глумиме нормалност, колеги? Во Македонија имаме тотална контрола преку истиот овој буџет и не само оваа година, туку 2000 навака, тотална контрола на парите и редистрибуција, волунтаристичка редистрибуција од страна на Груевски и Ставевски. И никаква можност за контрола заради принципот на мајоризација кој што го воспоставивте од страна на опозицијата. Кога опозицијата се обиде да го контролира истиот овој буџет, со рачето мафтаа некои луѓе, некои други слика, некои се обидува да ги земат мобилни телефони, кога не изфрла нас со специјални политички сили. Многу од вас аплодиравте и се уште следите и ме гледате во лице. Тоа е дебатата вистинска за буџетот, колега Димовски, пошто гледам дека дофрлате. Македонија не е демократска држава, почитувани граѓани, бидејќи во 2013 Македонија е држава на политичка репресија. Е држава каде што не се почитува пресумцијата на невиност. Е држава каде што судот е сраснат со владата.
судиите одат на баци рака кај Никола Груевски. И тоа го знае и мало дете во оваа држава. Нема демократија без подоба на власта, нема демократија без големо судство, без силно независно судство. Македонија во 2013 година, после овој 24 декември кај што ни сврлија, е држана политички затвореници. Ситуација без преседан. И немојте да зборувате за грчки сценарија, ние сме веќе влезени во белоруско сценарио. Да немаме дилеми, кој има дилема дека Македонија влегува во сериозно белоруско сценарио, или ја манипулира јавноста, или има мувата на капата, или не знае што зборува. Јас не знам во која категорија вие, колеги, кои што реплицирате и разговарате на темата 24 декември се сместувате, но нека се пронајде сега кај што мислите. Македонија е држава каде што на вештачки начин се пресоздава историјата, каде што во ниеден буџет не видовме каде се 500 милиони евра за Скопје 2014. Личниот, персоналниот проект на Никола Груевски. Патолошката измама и патриотскиот грабеж на 21 век во Република Македонија. И тек ќе се отвара тој, вие многу добро го знаете, и тие што треба да го знаат, многу добро го знаат. Дека кога тоа прашање ќе се отвори. Како да разговараме на тема буџет или на некој си ребаланс за буџетот, кога 500 милиони евра Скопје 2014 не ги гледаме ставките, не ги гледаме анексите, не ни се прегледни. Ако ќе побаваме нешто, што е, како велите, храм на демократијата, последното средство е да бидеме избркани на сила од ова собрание. И после да глумиме лудило дека некаква дебата, диалог воспоставуваме и така натаму. Не ја бива таа работа, нема да успее. Можеме колку сакате да седнеме под разни притисоци, од разни страни, на заедничка маса, ние веќе немаме комуникација со вас. Немаме тема за разговор, едноставно сме два други света. Да, убав ви аргументот, ајде да одиме на парламентарни избори. Ако согласите со овие аргументи што ги кажувам, а се неминовни, се брутални, сечат како шило, ќе сватите дека во оваква констелација, во оваква недемократија, оваков авторитарен систем, каде што се дрзнува некој да мафта со раката и да донесе овде 60-100 полицајци, за какви избори зборувам? Кој може реално се надева дека има фери слободни избори? Во услови на авторитарен режим, почитувани граѓани, нема дебата за буџет. Нема никаква дебата. Денешниот пример, овој театар, овој мимикрија што ја правеше Илија Димовски со човекот позади, го покажа тоа. Апсолутно го покажа тоа, дека вие не сакате дебата. Дека веќе сте влезени во една хистерична ситуација, кај што мислите дека се може да помине само со 62 пратеници. Популизмот, министре Ставаревски, е скапа работа, вие го знаете тоа. Скапа работа, особено кога немате нафта и диаманти. На Хуго Чавес полесно му беше да биде популист, бидејќи имаше милиарди и милиарди долари од нафта. На Никола Груевски, малиот популист од Ридестиот Балкан, му е многу потешко. И јас знам дека тој мора да се храни со задолжување. Дека мора тоа чудовиште, што значи јавна администрација скапа, скапи монументални патолошки проекти како Скопје 2014, мора да се хранат со пари или кои се стават под чизма граѓаните на Република Македонија, или кои се натепаат пратениците во собранието од опозицијата на собранието на Република Македонија, или со задолжување. Вие, фала Богу, имате целата лепеза на располагање и користите сите овие методи или алатки за замолчување на било каква критичка мисла. Конечно, и да заклучам тука, бидејќи апсолутно не мислам дека можеме на квалификуван начин да разговараме за било каков ребаланс на буџетот, особено на ребаланс на буџетот за 2012 година, кој што беше донесен 24 декември. Министерот Ставаревски, за жал, нема да биде запамтен во Македонија по економскиот раст. Чинам дека 2006 најави дека ветува економски раст од 6%. Министерот Ставаревски
покрај тоа што ќе биде запамтен со економските гафови, со ниедна точна проекција околу било кој економски раст, било се работело за буџет или ребаланс на буџетот, за жал ќе биде запамтен по 24 декември. Ќе биде запамтен по неверојатната алчна потреба за пари пред избори, негова и на кумот или кумашина, сега ќе ги мешам како е. Ќе биде запамтен по осветничкиот порив да се освети на овие пратеници кои што сакаа на демократски начин да го спречат овој буџет и да дадат свој амандман преку дебата. Ќе биде запамтен како соучесник на човекот позади мене кој што беше извршител на погребот на демократијата во Република Македонија 2014 година. Благодарам.